Добре дојдовте во Надкаст, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест денеска, мој гостин, да биде Сотир Костов, поранешен јавен обвинител, аналитичар, колумнист, писател, истражител. Добре дојде. Добре се најдов, Љупчо. Сотир, пред некое време ја анализиравме ситуацијата околу Пулс. И тоа беше самиот старт, веќе се одржаа неколку рочишта и денеска веќе имаш. Дали испадна, како што и ти најави, дека малку ќе се самозаплеткаат јавните обвинители во целата работа, гледано од страна, јас како лаик, така ми изгледа. Сега малку повеќе се заплеткаа, да ти кажам. Имаме промена на обвинението, имаме откажување од докази. Јас мислам во Алфа Кајтеве, во емисијата, кажав дека тоа не е добро, дека тоа ќе даде еден вид силина, ајде под наводници нека биде, на адвокатите и одбраната, а знаеме поголем број на адвокати како прават одбрана, еве и видовме сега при изјаснувањето на голема брука, Љупчо, да ти кажам. Никој од обвинетите да не се чувствува, да не чувствува ни малку вина за она што се случи во Кочани. Резил, нели? И не голем резил, да ти кажам, голема брука. Ја само за кацарска и за рускоска имам употребено светски судски срам од Македонија. Ова ќе го кажам светски адвокатски срам од Македонија и приметуваш не ги напаѓаме обвинетите, знаеш зашто? Законот им дава за право да зборуваат вистина, да зборуваат невистина, да менуваат искази, има кој да цени тоа. Судијата, судечкиот совет. Ама адвокатите таква конструкција, они имат право да прават конструкција на одбрана. Ама еден човече, еден да не рече, барем малку чувствувам вина, само од аспект 63 починати, голем број млади животи, ја оперирам со бројка околу 180 повредени, тешко повредени, долгогодишна рехабилитација, ожалостени семејства, изгубени вредности, животот најголема вредност и да никој не каже. Па дури имаше таму и некои сценски настапи до суицидно однесување, то нека е така, ама нека не прават театар. Безсрамно, безскрупулозно, безчувствително. Да. Јас сум многу изненаден, да ти кажам. Намерно ова го кажувам по втор пат. Сакам да предизвикам некој од адвокатите, да видам каква е таа етика и морал адвокатска, каде е кодексот на адвокатите, да сега муабетот меѓу адвокатите како бранители и обвинетите не се кажува, не се објавува, ама да укажат на штетните последици, да укажат на направената штета. И сега, еве и ја ги разлојувам, имаме директни учесници во настанот, тие што навистина го сториле битието на кривичното дело општо загрозување на сигурноста, ама имаме и индиректни. Она причинско-последична врска која се протега до 13 години. Таа малку ќе оди потешко, зборевме, не сакам да се. Ама барем овие да се изјаснеа. Не бре, брате, сите они не знаеле, неинформирани, они биле чисти, како да не ти кажам што, како пелени бебешки, испрани, не знам, ова, ја многу се, тој ден бев многу погоден кога го чув тоа, и едноставно, два пати во животот пробав една книга да преведам. Адвокат се вика од Анри Рено. Тој е член на Француската академија, ја имам на српски. И два пати се откажав. Прв пат сакав да ја направам кога јас се откажав од професијата адвокат. Во нека прилика ќе ти расказам зашто се откажав. 98 година. А втор пат кога се случија настаните на 27 април, недоследен останав, она вечер си ветив дома, побарав помош од деца околу мене и сопругата, дајте да седнеме да оправедиме ова. Љупчо, да видиш што е професијата адвокат. Една од најблагородните професии. Во овој случај, знаеш како испадна на американското, што е добар старт за светот и општеството, велат 20.000 адвокати на дното на морето. Во превод да почнеме од почеток, бидејќи тие се оние безскрупулозните кои што искривуваат вистината, кои што настапуваат така. Во право. Ова го видовме некоја америчка шема, за жал. Подсетам ќе те вратам во младоста, познавајќи те, мислам си ја читал Пофала на лудоста Еразмо Ротердамски. Се сеќаваш во неговата листа, правниците и специализираните правници, адвокатите на која листа, на најлуди
професија. Кај Данте каде? Второ место. Прави се, да не кажам кој, овие се на второ, високо рангирани второ место. Еве ти го спомнуваш и деветиот пекол кај Данте. Не, многу сум разочаран. Пази, ова го зборувам од етичка, морална гледна точка и од аспект на одговорност. Так. А се сеќаваш, ја и ти работевме во Курир еден серијал за моралот, етиката, одговорноста и дисциплината и одговорноста во нашето општество. Катастрофа. Еве, криво ми е, Да. ме потврдија дека Ти немаме си брендово, каков бренд би било ова, она што го промовира? голем негативен Да. бренд. Бренд во распаѓање. Се извинувам на струката. Има честни адвокати, има реномирани имења на адвокати, да не ги бројам. Ја оној ден кога кажа, се добро, сите не се изјаснија, ама некоја третина од обвинетите или половина се Так. изјаснија. Сите вперија оптровните стрели кон обвинетите и ја кон адвокатите. Затоа што читајте го законот и ќе видите како е, и читајте го малку кодексот на адвокатите, се ова не тебе, него се обраќам Да. на тие што лошо ги насочуваат, и ќе видите дека адвокатите, и пазите кои конструкции, Лупчо, бендот е обвинет, знаеш зашто? Сите се починети на жалост. Голема жалост, тоа беше бенд People, тоа беше прва лига бенд, и сега, тие се починати. Ке ги обвиниме нив. Адвокатите тоа го направија во Так. преку исказите. Секогаш возачот, на обвинетите. пилотот, еве бендот, да. Не иде таа работа. Тие малку со поголемо искуство, не видов сега за сега. Има во првите редови двојца искусни добри адвокати, ама нивно за зборување не го чув до сега. Одма рекоа институциите. Море стара баба, не знам каква габоца на ова она, ти реков ми рече, не, вака да ви кажа. И системот и институциите. Кој ги прави, Лјупчо? Ние. Так, Поединците. Да. Одговорни, неодговорни. Луѓе кои си ја извршуваат задачата, луѓе кои не си ја извршуваат задача. Луѓе кои во извршувањето на своите функции прават злоупотреби, тоа ти е кривично дело, се знае. 353 оно злогласеното кое го искасапија, ама се уште е кривично дело. И така треба да сватиме кога јас како ево само една реченица ќе кажам за мојата адвокатура. Јас кога бев адвокат во 4 очи, ако успеев на тој што доаѓа да ми бара да го бранам, бидејќи ја бев кривичар во граѓанското право, не бев некој специјалист, парниче, ванпарнична, ми каже адвокате, вака ќе правиме, ако он почне да ме учи мене, јас што да кажувам и да кријам неговата вина, ја не му прифаќам да ти кажам. Познат по тоа бев во кочење. А ако ми ја признае он вината, го сторил делото, делумно го сторил, како го сторил, под кои околности, од кој бил поттикнат, од кој бил наведен, во заблуда бил и она, јас само ќе му ветев. Се ќе дадам од мене, целото моje знаење, целокупната моја експертиза ќе ја вложам да ја изнесеме вистината и да ти пронајдам, а секој пат има и отежителни и улеснителни околности. Отежителните ги бара обвинението и обвинителството, одбраната ги бара улеснителните околности и ќе речам, во рамките од до за ова кривично дело ние сме тука некаде. Ако има некој специјално, и ако се држиш добро, ако покажеш држање, ако покажеш морал, етика, личност, карактер пред судот и пред обвинителите, могуче е и под. Толку сум ветувал. Да ти ветувам, Лјупчо, дека ќе те ослободам, а ти си виновен, да лажеме суд. Не. Ја и не издржав, од некои други причини не издржав, си заминав од адвокатската вела, не се кајам, иако ја ценам, многу високо јас ја ценам, да. Знаеш како? Храбро се, еве, ги пофалувам. Еве, сега ќе речеш контра. Не. Ги пофалувам сите адвокати што се нафатија да ги бранат обвинетите. А тука мора некој да им објасни на родителите. Тие имат право на одбрана. Ама не на вака, не чувствувам вина. Срам, беда, и имам и резигнација, и чемер, и јад, да ти кажам, и повеќе дури не би им давал, еве во овој мој настап кај тебе внимание, ама ќе поднапишам нешто, па ако објавиме у Курир или некое друго место, работам сега на продолжение на ова
етиката, моралот, одговорноста. Да, ги етикетираше убаво досега русковска и кацарска. Најцрните ликови во македонското правосудство. Сакаш во најаве да ти кажам дека Коцевски е следен и тоа ќе биде во работна верзија е вака некако. Византолошкиот манипулатор во обвинителството црта Лјупчо Коцевски. Ама ќе видиме како ќе испадне во крајна верзија. Така да ќе ги портретирам сите, работам на портретите на СЈО, луѓето кои не посрамија, луѓето кои се покажаа крајно коруптивни и луѓето кои противправно одзедоа 4,5 милиона евра, кои што ги нема никаде. Недозволени додатоци. Имаме исказ на јавен обвинител кој отиде во пензија, имаме исказ на председател на Република Македонија, поранешниот Пендаровски, имаме исказ на сите експерти по право, не по кривично, по право, дека тоа не е уред, а нас аналитичарите, колумнистите, еве на последно место не стават. Значи, целокупната јавност се согласува дека тие луѓе одзеле пари од буџетот. Како можеше Јовевски последниот ден да потпише, да даде резолуција предметот да се затвори, а еве Коцевски со 5 жили се труди, казнува. Виж како памтиш? Цветановски Хајрулаки ги казнува и дисциплински и кривично ги гони, за да спаси 11 Чарлиеви ангели, ако ги нарекува само двете. Да, патетика и смешна, да. Како беше она? Ленче. Капица која што веќе е во затвор, меѓу другото. Така, ама пази. Јас единствен, да не речам сум дека не требаше само Катица таму да биде обвинета и осудена, од причина што тој предмет рекет 1, 2, 3 е многу поголем. Так. И кога ќе земиме дека што другите обвинители Лјупчо беа статисти во СЈО. А се сеќаваш ли што правеа? Па ја имам документи, ајде малку да те потсетам да вратиме лентата назад во што не е јасно. Сега не знам пред колку години, дали 4-5 ли, не се сеќавам тачно, треба во тефтериве да видам. Вечера кај тебе без тефтери сум дојден. Ја и ти зборевме една листа на документи, гледавме, голем випомец мене ми ги има дадено е, уште не го откривам, а кај да е скоро ќе го откријам, како тортурирале луѓе, сведоци, како уценувале адвокати, го кажувам секој пат Додовски. Не ми е јасно, тоа беше председател на комората и адвокат на Груевски беше. Не ми е јасно зошто молчи. Треба да каже што све му правеле Чарливите ангели на Катица, најмногу таа Лиле, тој да. И Амати ангелите. Чарливите ѓаволчиња. Па ѓаволи испадна на крај. Фаустовци си ја продадуваат душата за пари, Лјупчо. 4,5 милиони, да. Така ќе рече. Тоа е срамота, тоа е, сме пишувале, сме збореле за нив, ама сега мораме да појачаме, еве ќе ти кажам од кој причини. Системот не можеме да го изчистиме, не може да функционира како се они таму. Види како се распоредија. Види како Јовевски стратешки се да ги каже, ги смести и наместо они да се под обвинение, честните обвинители се под обвинение, суспендирани и гледај што се случува сега, како малку волунтаристички, непрофесионално обвинение е поднесено за дискотеката Пулс, за пожарот, каде во првата минута од утакмица, мој покоен другар, новинар, врвен Мирослав Нуновски Лав го кажуваше тоа, он ја губи на еден начин. Го мени, пази, може да се измине обвинение, ама еве ќе ти кажам како. Се отвора процес. Судот ја насочува расправата, сослушува сведоци, изведува материјални докази и туку тап ќе се јави нешто ново. Паметен, искусен обвинител. Ќе заврши тој ден суден, ќе се повлече, ќе го свика Тимоти и ќе рече: истражувајте, имаме нов момент. Ако тој нов момент даде нови моменти за проширување, за откажување, некој пат треба да имаш храброст да се откажеш од некој обвинение. Не е грев, Лјупчо. Или да го смениш делото по друг став или што, или комплетно да го смениш делото, треба да се направи. Ама, они од првиот ден најавија променето обвинени, откажување од сведоци, а тоа е со докази, што е крајно катастрофално. Кацарска така ги навлече адвокатите, да те подсетам, во 27 април ги спрво ги казни, ги дисциплинира, ги направи мачиња, ги седна еден ден и ми рече: сакате брзо судење, ќе бидеме благи, вака, така, откажете се од доказите.
се откажаа. Ја одма на еден наш пријател, бидејќи ја бев на листа на докази, ми се јави, ќе се надали, ти не викам, не се людам, нема проблем. Ali jedno da znate, ke ve izigra ta. A znaš тоа го приметив кога сведочеше Трајко Велјановски во 27 април не ваму во организаторите. Се разбираме, да. Лом го направи, го понижи до мада она се понижи, му кажуваше не ова собрание, не си така председател. Тогаш требаше да суспендира некој председател на суд или било шо, или врховен или судски совет. Тогаш требаше таа да, она ги тортурира. Сагвам судски совет и ма нема. се беше ставено. Си живеаваше на човек да му докаже. Пупчето. Еве го пупчето, ама сега па се уште, па пупките ги има, ги гледам. Па јад листовите. И еве последен случај, ми бил предочен од врвен адвокат, нема да го кажам, Диамет, случајот Ден Дончев, Филипче и Заев. Шведска фирма, домашна фирма за диализа, знаеш? Да. Голем криминал. Дури таа снимката Дончев што ги има парите, сите сега велиме дека е од тој случај, никад не се докаже, Дончев избега, ама Филипче не е чист. Заев укратко. Заев едно кажува на шведжаните, позитивно. Овие поручокта одат кај Дончев и кај Филипче, аферата почнува советник за здравство на Заев, а завршува како министер за здравство, велат не, под истрага е фирмата, не улагајте, а само и само ли тоа што они баране од тоа. Да. Бараното мито не го добиле не од шведжаните, од домашната, собственичката на домашната фирма. 5 години, тој или 6, тој случај се чува, Јоевски го чуваше, Љупчо го чува, и сега кога треба да се исчисти Филипче, го даде на, и пак пази, штипската линија, ја сум кажал, аферите се штипската строминската линија, на, мислам, Гаврилова, така некој се вика, обвинителката, и она одлучува, пази, после 6 години, поради недостаток на докази, се откажува од гонење, го амнестира Ден Дончев, го амнестира Филипче и Заев на еден начин. Ефтини приказки. Се сеќаваш на ликот на Харви Кајтел, чистачот беше во ефтини приказки. Секогаш некој кој ќе забрања, испоубие некого, тој доаѓа чисти средува. Оваа штипјанката на тоа. Тој најдобриот чистач е. Да, оваа е исто чистачот, така ми изгледа, нели? А нешто се случи, треба да се заматка, да се заташка и да испадне. Да. Знаеш како го спомна Харви Кајтел, он е, знаеш што, него го засака, право прекрасен глумец, него го засака кога работев кампањата, ја проучував на Џони Вокер, шетачот, он ја водел кампањата. Тоа е една од најдобрите keep walking кампања, не продолжи да ше, ја употребував во други области кога едуцирав некои луѓе. Тоа е една од најдобро сработените кампањи и кога видов во сценариото главен лик кој неколку години се во фази се реализираше, тогаш се, да не речем, ми стана еден вид на стари години идол, бидејќи голем мајстор. Харви е голем мајстор. Дали мислиш дека сепак и покрај ваквиот лош старт, има шанси Пулс да биде пресвртница во македонското правосудство, бидејќи е потребно како лепче тоа да се стори. Забораваме една работа, постојано зборуваме за судството, 2%. Имаше анкета во која што обвинителството имаше 1% доверба. Значи во превод двете ако ги споиме ќе добиеме 1,5% доверба, односно немање доверба. Има ли шанси сепак? Еве, да се надеваме ќе се одвива како што треба, за да биде една пресвртница, да се врати довербата во македонското правосудство, бидејќи вака ако оди работава лошо ни се пишува и нами на сите. Јас и емотивно сум врзан со случајот и со Кочани. Сум го кажувал тоа, јас сум непоправлив оптимист, да ти кажам. Тој случај мора брзо да се заврши. Не брзо, нормално да се заврши. Тој случај не сме во недоглед да оди. Јас не гледам друго решение, тимот обвинители да се смени или шеф на тимот на обвинители да се стави посаглам обвинител. Не може од првиот ден грешка да направиш. Каде бил периодот на припремање? Каде беа оние флоскули што кажуваше Коцески, јак тим ќе дадеме најак тим,
Мене едно ангелче ми почепна, ми вика, па провери, вика, еден двојца во Тетово што направија со модуларната во Тимовци. Змија ме уапа која ми го кажа тоа. И еве, најлошата истрага. јас сум непоправлив. Еве пример, види како ќе ти дадам. Еднаш ти кажував, да сам ја некој од Индекси песна, да сум ја некој, кога кажува што би направил, кога би бил, еве ја по втор пат сега за друга приказка ќе ти кажам. Новиот обвинител што треба да дојде, а ќе дојде кај да е скоро. Ја очекувам, ако не до крајот на годината, јануари да биде сменет Коцевски. Знаете како се прави рез на коруптивен систем, на систем кој е поврзан и со организиран криминал, и кој е забегана елита, барат пари 5000 евра, не испорачуваат никаква смена. И главата му ја сечиш, метафора, ама и пипците, ама најбитно е корените. Јас првиот ден доаѓам првиот ден, барам извештај каква е состојбата во Републичко јавно обвинителство, барам извештај утредента за Вишото, барам за Скопското, барам за организиран криминал, снимам најмалку неколку дена. Ги повикувам одговорните. Дајте ми ги предметите од фиоките кај што ги криете. Мора да ти ги дадат. Не можеш ти да ги работиш. Даваш на тим, ги гледат, даваш нападствија. Зошто не се работи? Зошто ова се прекрива? Зошто од ова сме се откажали или сме во фаза на откажување? Зошто толку години? И даваш налог со динамика нормална тоа да се сработи. Прво што ќе направам, ги викам сите заедно или одделно од бившо СЈО и им викам: утре на мојот стол вашата оставка да ја видам, да им давам шанса сами да се откажат, бидејќи тоа е како така морален чин. Не го направа тоа. Утредента ја поведувам постапка за нивна смена и предметот го давам на тимот обвинители за 4,5 милиона евра што зеле и да се работи. Ама таму има и друг криминал. Вечерва нека остане енигма, ќе најавиме за следен пат, работиме на случаевите, бидејќи едно да те подсетам. Се сеќаваш ли како направија темна зона од Македонија сива, Twilight зона, ги исплашија прво граѓаните, што ги имаваа по митинзи, ги исплашија честните новинари. Сега една екипа што имаше што истражуваше што све правеле Заев и екипата и така натаму, ги обвинија, полициски ги малтретираа, тоа се наши тројца колеги, ние дури историчари, Србов, Нено и Челиманов, и ги заплашија. Ја поучен од тие работи, значи пред 3-4 години направивме една екипа, ама рековме, ќе работиме во тајност, бидејќи ние сме приватни лица. Ние сме аналитичари, искусни правници, има поранешни обвинители, адвокати и така натаму. Рековме, еден ќе го жртвуваме, најстариот нека биде Сотир Костов во јавноста и работиме. Така го откривме осилото Штип. Уште работиме на Штип. Така го откривме осилото Струмица. Така и секс скандалите и други, ево сега слободно можам да кажам, во судски совет. Така кронизмот на највисоко ниво и непотизмот беше во совет на обвинители. И таа после ќе си дојде као природна последица на тоа што работеа 2-3 групи. Така да ние и понатаму работиме и ти тврдам дека кај бившите обвинители на СЈО има голем криминал, бидејќи тие во своето, не знам дали ги памтеш изјавите на BBC, на CNN, кога ги прогласија Чарливи ангели, кажуваа за нивниот карактер, тогаш кажуваа во позитива, ама и ги даваа како театрално настапувале, како обвинувале на пресконференција. Сето тоа ние први го забележавме. Сето тоа ние први го нотиравме. Како ја уништија институтот презумпција на невиност и така натаму. Сето тоа мора да го обелодениме. Какви биле последиците, кои се луѓе се уништени, кои се семејства се уништени. Тоа било опасно заканување, најдраконско однесување. Катица и она што е у Републичкото Лиле Стефанова, значи за тие имаме информации дека најдраконско се однесувале, најмногу уценувале и на еден начин, а на таа тема ја веќе не зборувам, бегството на бившиот премиер е поврзан со тоа. Со тие закани, не го оправдува, ама
Не можат тие луѓе добро распоредени во републичко јавно обвинителство, во вишо, во организиран криминал и Скопско, значи тука се бубе, да не ги кажувам, знаеш кои се, тие луѓе да ни кројат сега чистење на корупција, на организиран криминал, на мафија. Па тие се тоа. Ја пред 5,5 години прв пат кога ги напишав колумните дали Македонија има мафија или мафијата има држава Македонија, ја кога ги кажав, ако мора да се сетиш кај те бу емисија, сицилијанци, корзиканци, колумбијци, кажав кои се од Скопје, кои се од Струмица и Штип, кои се од Брисел. Со подршка се правиш. Така е, да, се беше со Да не заборави. логистика, да. И еве сега, Лјупчо Козински, наместо на крајот да заврши како што треба, тој се труди ова коруптивно клопче за Диамет, за Ден Дончев, кој избега, Лјупчо. Абе го нема во Австралија е. И за Филипче да го поквупи. Нити па отвараат од нови. Ќе отстапам од културниот македонски јазик, не че мочи. Тоа е, види, тоа немаме уште информации, тоа со пченицата е голема брука. Так. Значи, но не пази, им текнува да отворат. Повторно гласот никако. А новиот обвинител ќе отвори, ја мислам. Ама пази тоа, тука е владата во прашање. Да. Некој смислил, ја велам во тие темни лаборатории од 27 април. Во тие чудните Ременски мозочи овие они што правеа за децата, а ова сега некој друг е смислил како 850 или колку илјади евра со отпишување да се пренасочат во партиски каси или приватни џепови. Не го знаеме тоа. Так. И пази ја наивноста на владата. Тоа го аминува. Владата на предлог на министар, веројатно на земјоделие, го аминува. А пази, една мала држава сме, не сме толку богата, не сме богати. 2000 тони пченица, 2 милиони килограми. Треба, Лјупчо. Да. Ми треба тие. Да. И ти тоа, и сега, пази, затоа не сакам да зборувам за оваа афера. Рано е. Мислам, ја немам информации, ние, екипата што работиме. А поврзано е нешто со Бугарија, пази. Повторно. Нешто одело таму. Ај, заев некаде Бугарија мора да е, вицето некаде да е, таму ќе има, Филипче, да. види Лјупчо, ајде да кажеме отворено, без еуфемизми, без киша око крајганец. До нова година мора да има акција, да ти кажам. На крупни зверки. Не сум присталица улицата да суди јавноста притиска, еве. Јас сум на другата страна за протестите, не на родителите, овие, кој е следен, Тирјаков ми рече, не, улицата не смее да суди, доста суди, што видовме шарена револуција што направи. А се почна од неизе, поточно, сеќавам се на 15 септември. Бранко Црвенковски прв го направи 2002. Да. На 15 септември, знаеш кој е формира, бе, СЈО е формирал. 2015 година. На празникот на Бранко. Што да ти кажа. 16 година се активира шарена револуција против амнестијата на Иванов и види, ќе ја спомнам и нејзе. Јас тврдам дека Страсбург се уште работи, дека ќе земе во предвид судовите на Грција, Шведска и Унгарија сега, за сега знам, некој ми каже уште една држава имало кој вела дека тоа е политички прогон, не ги испорачуваат некој од обвинетите и дека тоа ќе падне, ама знаеш што сега ја те подсетувам. Се сеќаваш ли на главното барање на шарената револуција пред Уставен суд? Колку вчера да потврдите дека СЈО е уставно, а СЈО се покаже и неуставно и незаконско. Ја го нареков прв дивомесо. Мртвороденче беше. Мртвороденче, нажалост. Нажалост, требаше нешто друго да биде. Требаше нешто друго. Госпожата која што требаше да биде Фалконе испадна Ал Капоне. Ал да ти ова кај ти текна за ова. Ал Капоне, Фалконе, не, има Рима. Во моментот така не сакај. Фалконе и Ал Капоне, да, браво, браво. И сега пази, ево сега времето што прави, а ја тогаш, без збори дека сам бев, 8 бев, сите го нападна Иванов. Не сите, ама мокни центри на влијание го напаѓа Иванов. А ја вака велев, Иванов се обидува да биде македонскиот Нелсон Мандела. Да го помири општеството. И сега, не им чинеше амнестијата, 5-4 сите зафатени. Значи, и СЈО, да не ги бројам, една власт, друга власт, едните, другите и третите има еден филм. Не чини, не знам како се повлече. Амнестија, помилување и аболиција не се повлекува, Лјупчо. Тоа е акт
кога државата од една страна во една рака те казнува, репресивна е, си заслужил кривично дело си направил, од друга рака после проток на време или во момент кога сака некоја штета да се стопира она наводно Бранко што го направи со Заев за Глобал, така Иванов сакаше да направи, вели, сакам да го помирам и обединам општеството. Општеството не го послуша, му ја пушти шарената револуција, му правија вандалски работи, му палија канцеларија, она. Времето го потврди Иванов, бидејќи прво се најави пред година-две за случајот за Гордана Јанкуловска, ама не били трошени сите правни лекови, рекоа дополнително ќе одлучувам. Еве случајот е вратен, еве владата треба да се поти да одговара на десетици незгодни прашања, а слично е, па тука зборуваме за мајка, родилка, бремена жена, ја малтретира и правото на правично судење го одзема, а да не збориме, Љупчо, за Милејана Киевски и Јајти во емисијата пред 4-5 години, што не кажавме, како е малтретиран. Разузнавањето правеше фалсификат документи, за да докаже дека тој ќе бегал, го вмешува и Иванов, ако се сеќаваш. Значи, за Спиреве, неверојатни времена, слично. Сето тоа мора да си дојде на место. Сето тоа треба да биде правна треба да се одговара за тоа. Тоа што се правеше, да. Али другата страна, оние одбегани структури на полицијата, на разузнавањето, удбашите на заедно со полицијата, обвинителството и судството, морат да си одговарат. Па види сега, почна со Наке и со заменик председателот на Советот на обвинители, што беше обдуцман, у момент името не ми текнало како се викаше. Мемети, и некако го поклопија со спогодба. Да. Тие спогодби кајно се крајно изопачени. Да. Не можеш ти да се спогодуваш на штета на општествениот, државниот и националниот интерес. Ти можеш да се спогодуваш, да одземеш толку пари, да замрзнеш, да одземеш некретнини, имоти или било што, сето тоа на државата да ја припадне, а мене да ме ослободат. Кај нас не направија така. Ги поклопија аферите, ќе излезат, ќе видиш. Тоа го направија во 1, 2, 3, 4 случаеви тоа го направија. И она затворскиот туризам кој го измислија, за Наке и за овој речи го обдуцманот поранеше. И лично мислам дека тие работи, па и веќе се работат, се расветлуваат. Два-трица обвинители веќе се под лупата во Штип. Нешто се работи и за Струмица, а ова последно што го прават со Гаврилова се гледа колку оној сиромавиот што над глава му беше братот на Али Ахмети, што го поставија за обвинител на ГОК, колку сиромавиот ја држи ситуацијата во неговото обвинителство. Мислам ова со затварањето на предметот за Ден Дончев и за Филипче. Бруки, срамо да ти кажам. Сепак, еве, за крај очекуваш да се разгибаат работиве од почетокот на следнава година? Работиве веќе се разгибани со твои на крајот на македонскиот правосуден тунел е на фраза, да кажеме. Судско-обвинителски правосуден се расветлува. Се обидуваат они да рефокусираат со плати, со нефер дотации. Не е точно, не. Молчат кога се работи за нивната неефикасност, молчат кога ги фаќаат дури и инфлагранти за корупција, со подземје, со криминал кога се поврзани, а ваму не испорачуваат ништо. Клопчето веќе се размотува, топката снежна во негатива е тргната, се зголемува, ефектот на снежна топка знаеш како е. Ја очекувам во првиот квартал на следната година да излезат, да испливат, барем ја што ги знам, 4 до 5 имиња на обвинители и едно 5-6-7 суди умешани во високи скандали поврзани со корупција во врвот на поранешната власт. Биди сигурен дека тоа ќе се случи. Сега факт е дека работиве не одат баш со динамика што ние ја посакуваме, ама обструкцијата е однатре. Пажи, системот коруптивен е дотолку имун, доколку ти причината за болеста не му ја пресечеш. А преска зборев, тоа е главата, пипците и коренот. Тие се уште се внатре во системот. Кога барем тие, по мене, веќе ти кажам колку луѓе се. Тоа се
8 до 10 луѓе добро распоредени во сите сегменти и во вравовите, а вравовите се Судски совет, Совет на обвинители, Врховен суд, Уставен суд. Ова оставката не е случајна. Не скам да коментирам, бидејќи е наведено лични причини. Не навлегувам тоа, ама малку ми е интересно што и како. Кацарска види што прави. Ама знаеш што се зафркнала, да ти кажам сега. А чепкаше, каде што имаше 20-30 луѓе, обвинител, премиер еден, премиер друг. Сега чепка без потреба, каде што е армија пензионерска од 335.000. Так. За неизиното и нивното покачување од 78%, морам да те подсетам, јавноста да ја подсетам. Молчеа, да не кажам кој што, а ваму за 2.500, за 2.500 тие некако ги тргаат и само за 1.000-дарче, и што треба да се случи во март уште 1.000-дарка, за пензионерите кои знаеме како се напатени, за нив ќе докажуваме неуставност, постапување на владата и на фондот. Ја мислам тоа пензионерите нема да го дозволат, пензионерите ја опомена и сега да видиме. Или вака, ако е тоа неуставно, дај зашто ги опредуваме 78%. Дај да ги вратиме тие, па да видиш па што ќе се случи со обвинителите и судиите. А вака они си отидува високо, сега и тоа е малку, целјаат, сега знаеш ли свичката на колку е? На 300.000. И мене ме подсетува на оној филм од 300. Ама ова е метафора, да. Знаеш како таму изгина голем број. Ја мислам така во она преносна смисла, она лукративна, она лакома смисла ќе изгинат, бидејќи самите покажаа колку се паролюбци, сребролюбци и пази, тоа е заразата што ја шират СЈ-овците. Они да ги оправдат нивните Катица 145.000, другите велат од 80 до 110.000, Зелев во вкупна и некои други позади нив се родини на некои функционери од минатата власт, они ги заразуваат нив, одат мешетарат, не работат, еве ти тврдам, за 7 знам од СЈ не работат ништо, мешетарат и барајте повисоки плати, премиерот е крив, владата е крива. Мислам, ке им дојде крај. Не има оди наратив. Не, ке им дојде крај. Да. Ти благодарам што помина времето. Ми беше чест. А ти благодарам, морам да ти честитам. Кеф ми беше пропа дојдов кај тебе и ова каде е надкаст, ти сите се ти си наталал да ти е. Значи, подкаст, како ти текнало, за мене иновативност и креативно. Со среќа тера и натаму и ја мислам на добро пат. Ти благодарам, ми беше чест. Исто и мене. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте неживи и здрави и чувајте се. Многу.